И еве не повторно назад во студио почитувани, каде што ќе најавиме следно, а тоа е меѓународниот 11-тиот меѓународен фолклорен фестивал Света Тројца од 5 до 9 јуни. Меѓутоа, повеќе за ова ќе зборува мојот гостин, нашите гости, каде што еве сега камерата кога ќе ве прикаже. Да, тоа е богатството наше македонско, кое што ние си го имаме и овие млади прекрасни и момче и девојка кои што ги имаме во студиото како наши играорци и Бобан Блажевски како нивни инструктор, да кажам, на каков начин тоа да го кажеме, кога вие ги учите ората, традициите, македонското, се што е, го пренесувате, па така ќе му дојде. Да. Може така. Да. Може така. Добре ни дојдовте, добро утро. Добро ве најдовме, благодариме за поканата. Секако. Можноста ете и овој фестивал да го најавиме во вашата утринска емисија, како и секоја година. Една убава најава, ден пред почетокот на фестивалот, да кажеме неколку зборови за тоа што ќе се случува. Јас ќе оставам повеќе на тебе, затоа што и како организатор на сето ова, навистина е потребно, сигурна сум, многу време, контакти, љубов пред се разбира, затоа што ќе зборуваме и за зошто се одржува овој фестивал. За жал, средствата кои што ќе бидат наменети токму за фестивалот ќе бидат за семејствата од загинатите од кучани. Меѓутоа, ајде малку повеќе сега за фестивалот, за она организација која што мене секогаш таа страна ме интересира, за да се повикаат еве сите учесници ги имаме од Бугарија, од Словенија, од Србија, Романија, но исто така и од нашите краишта. Меѓутоа, ајде полесно ќе кажам дека е нели од нашите градови. Како се развива сета таа комуникација со останатите културно-уметнички друштва и како се одзвана оваа покана? Прво да се вратиме на почетоците, зошто сме ние овде дојдени, колку е битно една ваква презентација на пошироката македонска јавност, затоа што тие што се во наша близина, кои што се тесно поврзани со нашето населено место, со Долно Лисиче, со работењето на културното уметничко друштво Гоце Марковски, се запознаени дека празникот Света Тројца се случува едно фолклорно збеднување, едно фолклорно славење на празникот Света Тројца, тој викенд дека се случува меѓународниот фестивал Света Тројца. Меѓутоа, со ваква можност сакаме на пошироката јавност да презентираме и да се ги поканиме дека се сите добре дојдени и да знаат секоја година дека баш за празникот Света Тројца во Долно Лисиче се случува еден голем меѓународен фолклорен фестивал. Исто така, освен во Долно Лисиче, тие што нема да бидат во можност да дојдат да го прослават фестивалот, во четврток ќе бидеме во општина Илинден и во сабота во општина Аеродром во паркот Јане Сандански. Значи се селиме од општина во општина. Да, имаме 3 локации. Која беше целта? Ние започнавме само во Долно Лисиче, меѓутоа нашите соседни општини имаме секаде цркви Света Тројца. И направивме едно црковно и општинско здружување, обединување на празникот, каде што повеќето населени места го слават празникот и сакаме да направиме така да го одбележиме на поголемо ниво и со поголем број на учесници. Од самиот почеток, ова 11-ти фестивал, решивме со нашиот храм Света Тројца, го носи името и е патрон на Долно Лисиче. Зошто токму за овој празник? Затоа што порано на овој празник имало музики, доаѓале групи, правеле некои обележувања со пејачи музики, меѓутоа како се формираше културно-уметничкото друштво Гоце Марковски, добивме уште повод плюс на поразличен начин, по нов начин, како уште побогато да го одбележиме овој празник. Па така си почнавме само со нашите играорци, кои тогаш беа, не знам, 60 до 90 учесници, а сега се веќе повеќе од 200 играорци кои што играат во Долно Лисиче. Тоа е многу убаво што го слушам, затоа што љубовта кон татковината пред се ја имаат младите во себе и кога ќе кажат денешната младина, не е така, затоа што јас гледам дека тие се интересираат и за македонската музика, меѓутоа и за исто така фолклорните друштва кои се полни, еве како и вашето исто така, и не зборувам на ниво на Македонија, сигурно дека сум во право ова што го кажувам, има многу млади кои што сакаат. Ме радува што младите се негуваат традицијата и фолклорот. И уште повеќе ме радува
радува што овој фестивал од локален прерасна во меѓународен. Значи, уште првата година имавме само едни гости од нашите пријатели од Бугарија, а секоја година фестивалот се зголемуваше, учесниците, бројот на учесници, различни држави. Секоја година ние тежнееме да имаме и различни држави учесници, затоа што правиме интересно за сите посетители, за публиката да се запознават со што поразлични култури, традиции, обичаи, народни носи. Можам да кажам дека од најдалеку ни дошле од Украина, Молдавија, Словачка, комшиските соседните земји ни се секоја година присутни, меѓутоа ги ротираме за да биде поинтересно секоја година. Оваа година учесници ни се гостите од Бугарија, од Србија, Романија, Словенија и србите од Косово, кои што се наши, сите овие се наши пријатели на некој начин. Зошто? Или сме се запознали на некое патување, или сме биле гости на нивните збиднувања, фестивали, концерти, не поканиле, па така и самиот фестивал ни дава, има едно мото каде што секој другарче се го шири својот круг на познанства и токму тој фестивал ни ги пружа тие можности каде што ни ги отвара портите кон сите, не само сосем, туку кон цел свет, за да можеме да си шират познанствата. Познанства и љубов едни со други, затоа што ве зборувавме и во првиот дел од нашата утринска програма со нашата прекрасна поетеса која вели љубовта пред се и моќта на пријателството, на простувањето и така натаму. Еве, ова е доказ дека се шири љубовта помеѓу останатите држави, на таков начин се дружите, се запознавате, разменувате, нели, пријателства, искуства, исто така контакти за традициите нивни. Малку некако ми е интересно што и Словенија е тука одскокнува можеби во нашата психа, затоа што секогаш нели биле на кај Австрија, Германија. Меѓутоа еве ги тука со Бугарија, Романија. Фолклорот не соединува сите, бидејќи сите сме со иста цел, нели, љубов, и они си имаат свој прекрасен фолклор. Друштвени се, нели, се комуникативни. Не може човек да учествува во културно-уметничко друштво да не е друштво. Значи, затоа фолклорот е единството нешто што не спојува сите народи. Еве чисто интересен податок и случување во Египет, бевме минатата година, нашето културно-уметничко друштво беше во Африка. Токму таму се запознавме со словенците. Ние сме немале контакт до сега, сме немале можност да се сретнеме на некои фестивали или не сме си размениле контакти на социјалните мрежи, меѓутоа токму во Африка и со словенците од Марибор и со романците кои што ни се сега гости оваа година. Бевме како да сме се знаеле со години. Така. Сепак кога сме подалеку, во подалечна земја, колку сме близко, кога ќе видиме дека разменивме контакти, искуства, изразија желба, ја го презентирав нашиот фестивал, видеа од изминатите 10 години што се случувало кај нас, фотографии, видеа од самиот фестивал. И изразија желба, ние ги поканивме, они изразија желба да дојдат и ето оваа година ни се за прв пат гости со некои кои што сме се сретнале на илјадници километри од овек. Така да, значи ние ја представивме Македонија во Африка. Точно. Ајде малку нешто повеќе, ќе морам да искористам за ова. За прв пат ние какви беа впечатоците таму за нашата. Не би сакала сега за другите, мене ме интересира за нашата македонска. Повеќе од 20 држави, повеќе од 4 различни континенти се представија таму. Ние македонците бевме пречекано, како да кажам, значи, со воодушевување, топло добре дојде, значи приемот им беше прекрасен. Морам да кажам дека беа запознаени со македонската култура. Навистина? Да, и со овации, аплаузи беа нашите играорци поздравени на самите настапи, беа воодушевени на нашата народна носија, со нашите игри, фолклорот, динамиката која што ја имаме. Така да ние имаме еден многу добар впечаток од таму. Дури самите домаќини беа поканети за нашиот фестивал, за идните наши фестивали, кога они ќе бидат во можност, па они да имаат можност да се представат со нивните интересни традиции, обичаи. Можам да замислам, нивните се сосем поинакви, меѓутоа сепак се е интересно. Не вообичаено. Ние, нели, цела Европа ја имаме поминато со фолклорот, со нашите играорци. Ети и Азија, оваа година сме гости во Грузија, во Батуми, Турција, поблиска Азија, меѓутоа за прв пат имавме можност да отидеме и во Египет и многу позитивно искуство. И со тоа сакам да кажам дека од тие 20 држави кои што биле таму, на тој начин ние го збогатуваме по нашиот фестивал. Разменуваме контакти со сите учесници. Ја спомнате Словенија, на петиот фестивал беа гости од Словачка. Исто, сосем случајен контакт, кој што сме се запознали на друг фестивал,
прекрасно поминување од страна на словаците на нашиот фестивал, неочекувано дека толку добро ќе се представат, толку добро ќе се дружат со нашите домаќини. Морам да напоменам дека фестивалот ги сместуваме нашите дечиња по нашите игрорци, гостинчињата, и тука сакам да дружба, добро, ти си еве гледам и фотографии во моментов, но ти си одговараш на сите мои прашања кои што сакав да ти ги поставам. Најверојатно веќе од толку учество во искуство во телевизија, знаеш кои се прашањата, па и сам си кажуваш што мене, да ти кажам искрено, барем ова утро многу ми ја олесни работата. Еве гледаме фотографии. Тоа се инсерти фотографии од мината годишна 10 годишен јубилеј на фестивалот. Тоа е нашата прекрасна фестивалска сцена. Таа е главната сцена каде што се одржуваат концертите во петок и во недела во Долно Лисиче. Малку околу програмата, значи на 5 јуни, утре од четврток започнува фестивалот во 19 часот во општина Илинден со карактеристично дефиле на сите учесници по главната улица со коњаница, со зурли, со тапани. Се упатуваме кон Домот на културата на отворениот амфитеатар. Таму во 20 часот ќе започне првиот фестивалски концерт. Ќе имат можност да се представат нели сите странски групи, меѓутоа нашите играорци од културно-уметничко друштво Гоце Марковски, од ансамблот Илинден, меѓутоа имаме во сите овие 4 денови имаме различни учесници и од други градови во Македонија. Тука не се нашите пријатели ансамблот Рацин од Кичево, каде што пред неколку години па ние бевме нивни гости во Кичево на меѓународниот фестивал. Исто така тука не се во недела гости нашите пријатели од Исти Бања, ансамблот Китка од Исти Бања, неколку ансамбли од Скопје, фолклорното студио Блажевски, ансамблот Ѓорче Петров, од Кратово нашите пријатели културно-уметничко друштво ФН Карамов, така да освен на меѓународно ниво имаат можности нашите македонски ансамбли да се представат на овој наш фестивал. Секоја година различни градови, различни ансамбли од Скопје се представуваат, така да едно добро дружење се случува овие 5 дена помеѓу самите ансамбли и учесници. Знаеш што велат гледачите во моментов, затоа што им ја чувствувам јас енергијата и ги познавам многу добро. Велата што не ги праша нешто овие две млади, двајца млади играорци, да ги видиме, еве вака колку сте ни убави, да сте ни живи и здрави. Јас многу се радувам вака кога ви има млади, како што и напоменавме и кажавме, во македонска народна носија, ја почитувате и ја сакате македонската традиција. Од кога љубовта се роди, еве, конкретно кај? Љубовта се роди од најмала возраст. Мама и тато ја пренесоа? Дедо, баба? Да. Од самиот почеток, од основањето на друштвото сме ние членови. Членови сме на првиот ансамбл. Така, со што ќе се представиме сега на овој фестивал? Ќе се представиме со кореографиите Водичарки, Осоговка и Кумановка. И Муе Митро. И премиера на нова кореографија од баш Јовица Блажевски. И ќе се представиме со 4 нови кореографии, тоест Кумановка веќе имаме играно и носијава денешна од тој регион Кумановскиот. Ете, знаете што ги ве прашам? Да. Слободно, вие зборувајте се. Од тој регион е и носијата што ја носиме денеска. Ќе се представиме со таа кореографија, со Муе Митро, Осоговка и Водичарки, како што кажа, тоа ни се нови 3 премиери. Еве од каде да слушнате љубовта и твоја кон македонската култура, па исто традиција, од мала возраст, сепак во Долно Лисиче пред Гоце Марковски немало ништо такво за негување на традиција и такво некое друштво. И кога нашиот Боби одлучи да го направи тоа, сепак нашата љубов се повеќе се зголеми. Облече во тоа. Јас се извинувам. Она што исто сакам да прашам, колку време сте членови на ова културно-уметничко друштво? Веќе 11 година. Од, значи, основањето, 11 години, и колку, многу сакам да знам исто, се извинувам, само да ги, секако мора да им дадеме внимание на овие прекрасни млади играорци. Затоа се тука. Да, затоа се тука, облечени, како што кажавме, или во носиите и од кој крај се. Сега оди доаѓа летото, но вие сето тоа го издржувате, млади сте, можете, така? Да. Во носиите. Ништо не ве спречува кога е во прашање македонската култура и традиција. Колку неделно вежбаме, одвојуваме време за сето ова? Се има време за се? Се има. Ако се сака, се има време. Така, вие не сте ностоп со мобилните, не сте со технологијата, вие си имате сосвем некој друг начин на живење, што јас ви се воодушевувам и само така да се продолжите. И ќе ги поздравам
сите кои што во овој момент не гледаат и се членови на вашето културно-уметничко друштво. Меѓутоа, ни овие последните минути, Боби, да ги искористиме и 5 минути ни преостануваат, да позборуваме нели за средствата каде што и на каков начин ќе бидат наменети. Овој меѓународен фестивал од пред 4 години прерасна во хуманитарен. Претходно не беше, меѓутоа откако се запознавме со хуманитарната организација Свети Спаси со отец Оливер. Да, тие се голема една хуманитарна организација. Секој е чест за нив, така е. Токму така влегува во како коорганизатори на нашиот фестивал, заедно со нашиот отец Оливер, и секоја година собраните средства од сите 4 вечери фестивалски се собираат средства во кутија за донации, со донации од странство, објавени трансакцијски сметки. Сите донации се наменуваат кон некое семејство каде што им е потребно. Минатата година беше, иако беше јубилејна, беше најуспешната година во собирање финансиски средства за лекување на луѓето кои што им е потребно. Оваа година одлучивме дека сите собрани средства ќе ги донираме за повредените, настраданите во немилиот настан во Кочани. Знаеме колку финанси се потребни на самите родители, на семејствата за се тоа да се... Но и тие сочувствуваат затоа што нивни врсници... Токму така, не само нивни врсници, туку и наши колеги, учесници на културно-уметнички друштва беа настрадани. Жалам. И затоа решивме овој настан да го посветиме на градот Кочани, на младите од таму. Така да сите кои што ќе бидат, апелирам, сите посетители кои што ќе дојдат да го проследат фестивалот, бидејќи тој е бесплатен фестивал, се одржува на отворено, немаат никакви финансиски трошоци, а знаеме дека на сите гости од странство, мислам сите пејачи од странство кои ќе дојдат плаќаат енормни карти за да ги проследат, а ние нашиот фолклор го представуваме бесплатно кон сите, така да може секој од својот буџет да одвои барем како за една карта, да донираме во кутијата на хуманитарната организација. Не се определени средства, да секој во својата можност, кој колку може, ќе биде добар гест. Ете, во чест на празникот Света Тројца да направиме друго добро и што ќе остане запаметено, дека покрај фолклорен дел, овој фестивал има и хуманитарен дел. Без разлика на се, ние секогаш како македонци во вакви состојби сме се покажале колку сме хумани луѓе, меѓутоа ова ти беше еден многу убав апел што го слушнав од твоја страна, ако можеме да посетуваме концерти кои што ни доаѓаат и надвор од музички некои звезди, зошто да не токму за да го поддржиме нашиот фолклор, да се запознаеме и да помогнеме на онолку колку што ние можеме, а можеме. Ако можеме за нешто друго да одвоиме, можеме и за токму за вакво нешто. Па може и гледачите, извинете ако прекинам, може и гледачите да приметат по инсертите што се вртеа од нашата бина, дека посетеноста е огромна, дека околу 1000 до 2000 луѓе доаѓаат една вечер пред фестивалската бина и го проследуваат целиот настан. Затоа што еднаш во годината се случува, сите со нетрпение чекаат да започне фестивалот, така да погоден е моментот да се спојат традицијата, културата, фолклорот, хуманоста и музиката на едно место. Морам да за крај тебе да те прашам откаде и твојата љубов кон македонската култура, традиција. Па останало од предси. Затоа што сепак нели кога ќе ја слушнеме, најверојатно јас, поаѓајќи од себе, да, родителите си го имаат својот удел, некогаш кога и јас сум била дел од играорна група во Тетово, каде што разговаравме, нас не доаѓаше член од танец да не учи на сите ора и традиции наши убави, кои што и ден денес ги знам и останале во сеќавање. Тоа никогаш не се заборава. Музиката кога ќе ја слушнеш и во својот дом и кога се пренесува од колено на колено, некако ти ги разнежнува сите чувства и срца и тоа ти го буди тоа патриотско чувство и сакаш да бидеш дел и ти од една таква убава македонска културна традиција. Дали тоа беше кај тебе така? Да, токму така. Од самите предстои она што сме го гледале, нели, и по собори, по настани, по националниот ансамбл танец, други културно-уметнички друштва кои што постоеле по 70-80 години пред ние да го формира нашето друштво. Јас бев член на исто така на културно-уметничко друштво Кочарацин во Скопје од 99-та година. Значи од прво деление. Така е, да. И решивме во 2014-та тоа да го пренесеме на нова генерација, па така тоа се пренесува од колено на колено. На сите што немале можност да учествуваат во некое културно-уметничко друштво.
формиравме едно здружение кое што успешно 11 години Драго ми е. се обработува она што сме имаме зацртано да се пренесува Вашата традицијата. идеја се реализирала во она што вие сте го имале како замисла. И се зголемува, и се надоградува, и со фондот на носи. Имаме мали дечиња? Да, сега баш Колку ова септември имаме упис на нови членови, тука си првачињата и 5 годишна возраст, тие се најинтересни, ќе се представат баш и на овој фестивал. Предпоставував затоа и прашав, ние имаме и тука и во студио член што бил на културно-уметничко друштво, сме разговарале со мојот колега вака почесто кога сме имале играорци или пак ако погледнеме нешто и сме разменили искуства, па не дали се согласуваш дека од мали нозе, да, она што го зборуваме се согласува, да, дека од мали нозе е љубовта кон македонската музика, традиција, ора и на свадба први сме заиграни. Така? Немој случајно некој прв да биде на орото и да си се покажеме како знаеме да играме. Но и за тоа се и свадбите. Многу ви благодарам што бевте дел од нашата утренска програма и да се гледаме и за други причини каде што ќе ја представувате Македонија надвор, па и кога ќе се вратите и секогаш да имаме за што да се еве вака да кажам пофалиме, затоа што македонската традиција е едно големо богатство наше кое што го имаме и ора и традиции. Благодарам уште еднаш. Се гледаме повторно.